ден во уште едно издание на PM магазин. Јас се осеќам пријатно во студиото, се надевам и вие покрај малите екрани ќе се осеќате убаво и пријатно со нас, со мене и со моите денешни гости. Секако на почетокот си ја поздравувам и публиката која е секогаш тука фино расположена заедно со нас и која ни ја дополнува атмосферата во студиото. Со оглед на тоа дека денеска имаме и посебно гости кои не се стандардни, кои ќе ни направат нешто пријатно за нас и за нашите гости. Поздрав и до нив. Ќе ви ги откријам гостите и темата малку подоцна. Најпрвен да ги поздравам моите гости, како што кажав, Дарко Ангелевски, председател на Сдружение на бармени на Македонија, и Ванчо Стојанов, прво место во класична подготовка на коктели. Неодамна, верувам, веќе знаете, затоа што имаше така и медиумско внимание за овој настан, се случи државното првенство за бармени во склоп на третиот меѓународен сајам за туризам. Така е, Дарко, нели? Така е. Еве, ти како председател и како човек кој е дел од целата таа организација и од тоа збиднување кое навистина привлече внимание, да ни кажеш што впрочем е ова надпреварување за бармени и која е целта на самото надпреварување? Пред се ви благодарам што не поканевте да бидеме ваши гости во вашата емисија. Значи, идејата е буквално да се прикаже убавата страна на нашата професија, значи преку тоа што бармените си правуваат, нели, собствени коктели, значи авторски, се спремаат, се подготвуваат. И сето тоа, нели, го покажуваат пред публиката, пред судиите, ги оценуваат два вида на суди, имате технички, имате суди кои се за тестинг. И целта е да ја подигнеме, нели, професијата на малце повисоко ниво. Так. И едноставно, бидејќи овој дел од секојдневието, сите ние, нели, идеме, излегуваме по барови, по клубови, так, пиеме пијалоци, значи целта треба и да знаеме што пиеме, нели, треба да знаете што пиете и секогаш да пиете што поквалитетни коктели. Така да бармените не треба да бидат лаици, треба да знаат што миксаат таму, што прават да биде вкусно и добро избалансирано. Што е целта, односно оној дел, да речеме, кога бармените сето ова ќе го поминат како курси, оној ваш дел на едукација и на надпреварување, каде одат понатаму? Има ли некое понатамошно действие, она што го планирате во склоп на Сдруженијето? Така, значи, освен тоа што, нели, работиме, што го организираме секоја година на државното првенство, организираме и лига на бармени, таа е во неколку етапи, кај што подготвуваат најбрз коктел, во флер бартендинг се надпреваруваат, ново во бариста подготвуваат еспресо и капучино. И последниот е еден понов концепт, се вика миксологи, значи тук тоа е една нова титула, веќе не се бармени, него се веќе миксологи, тоа е нешто поново, каде што бармените подготвуваат, освен тоа што подготвуваат нивни авторски коктели, подготвуваат и инфузии на водка, рум, джин, текила, зависи од тоа што сакаат да подготват, значи на, не знам, водка и они самите додаваат одреден вкус или неколку различни вкусови, че самите одлежуваат, самите ја подготвуваат таа инфузија или може да направат нивни сирупи и со сите тие нивни авторски пијалоци подготвуваат нивни авторски коктел. Интересно, навистина звучи интересно и ова не е баш така едноставно како што на прва изгледа. Воопшто. Продолжуваат и понатаму со надпреварувањата и надвор од Македонија? Да, и оваа година, како и, нели, минатите години, 16 август се представуваме нашата држава и нашето здружение на светското првенство во Прага. Оваа година Македонската асоциација е во категорија на фенси. Имаме одличен спонзор оваа година, имаме мислам дека слаба група, така да има многу големи шанси да го повторим успехот од 2011 каде што бевме трети во After-Dinner на светско првенство. Супер. Да, една мала, али сериозна асоциација во секој случај. Дарко, јас само ќе ти посакам среќа и навистина со задоволство ќе ги пробаме овде коктелите. Ќе го поздравам и Ванчо кој го освои првото место, навистина заслужува честитки. Би сакала и тој да ни одговори на некое прашање. Значи во однос на она што е, да кажеме, колку време се едуцираше, ова веројатно не е едноставно, со оглед на тоа дека правеше свој авторски коктел каде што требаше да го покажеш своето знаење. Па така, да ви се представам, јас се викам Ванчо Стојанов, доаѓам од Гевгелија, работам во казино Фламинго од Гевгелија, така. Значи, зад бар сум повеќе од 10 години, а со коктели сум околу 8 години, кај што завршив кај Даре во коктел школото. Значи, тој ми е учителот и тој е заслужен. Сум пробала во Фламинго, има многу убави коктели, значи ете зашто е тоа, Дарко е заслужен. Кај што стигнав кај што сум сега. Како ти се вика коктелот што денес ќе го пробаме? Коктелот се пробаме? вика something special или нешто посебно. Значи стварно е посебно, кај што јас сум самиот автор на коктелот. Така. Значи
Ќе ни го направиш сега, може? Да ви го направам. Ајде, ја мислам Да дека видите кога ќе го како пробаме, изгледа. најдобро ќе оцениме, значи зошто и како е овој токму победничкиот коктел. Јас ќе ви се заблагодарам и на двајцата што бевте тука дел од денешното издание на PM магазин, додека Ванчо ни спрема коктел. Ќе го прашам Дарко само, значи дали ги подготвуваат сите бармени од Македонија или пак имате некој посебна група каде што нели можат луѓето да дојдат и да научат нешто плюс. Знам дека дел од луѓето кои се спремале како бармени кај вас судат и на брод и надвор од Македонија. Како еве до сегашното искуство ви вели? Искрено има многу бармени кои помина во нашето школо, значи многу бармени. Многу од нив и работат нели во Македонија, многу од нив работат и надвор од нашата држава. Жал ми е оваа година ќе беше уште поинтересно бидејќи има веќе шести државен првак, имаше доста интересна конкуренција, веќе сите работат, се подготвуваат. Јас пред да дојдам во емисија ги погледнав првите две првенства што ги организиравме и ова што беше пред неколку дена. Веројатно имам голем напредок и кај самите бармени претпоставам дека самите кажавте дека пиете коктели, претпоставам дека веќе пиете многу поквалитетни коктели, подобри неголи пред неколку години. Така да тоа е нашата цел и ми е драго што можеби сме успеале да. Сега малце само ќе разоткриеме од коктелот кој ни го спрема Ванчо. Видов дека стави бакарди и ни разоткрива од она што го прави. Другото што е? Тоа е манзанита, тоа е ликер од зелена јаболка. Потоа имате сируп маракуја или passion fruit. Сируп гренадин, тоа е сируп од калинки. Свеж сок од свеж сок од цитрон и сок од ананас. Супер, цитронот малце ќе го освежи оваа комбинација. Убав баланс на горчливо, сладко, одличен баланс. Свежо, супер. И јас го пробам со вас заедно, не успеав да го пробам на првата. Добро, јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш и ќе се вратам на моите денешни гости и на денешната тема. А пред да ја разоткриам темата, ќе го побарам прилогот кој ќе ни ја најави темата. Велат разочарувањата се резултат на преголеми очекувања. Се случува да се надеваме, да очекуваме нешто што реално и не е возможно. Но што се случува кога не добиваме ништо од онаветеното? Колку пати во животот сме се потпреле на некои работи и сме биле изневерени од истите? Колку пати сме склучиле договор и истиот останал само на хартија без никаква реализација? Постојат моменти кога несвесно изневеруваме нечија доверба, моменти кога несвесно ќе изневериме некого за да го одбраниме сопственото, при тоа не гледајќи ја добиената штета од крајниот резултат. Ако не изневериле, треба ли да вратиме со иста мерка? Каде е задоволството ако разочараме некого? Постои ли доверба по неверството? Постои ли истата стабилна искреност како претходно? Во љубовта често неверствата се сведуваат на старата поговорка. Забранетото е посладко. Една од константните причини е монотонијата во врската помеѓу партнерите, емотивното незадоволство или слично. Случајните неверства на крајот укажуваат дека сепак работите не биле во ред во вашата врска. Штом сте посегнале по друга личност, свесно или несвесно, сите биле изневерени на овој или на оној начин. На крајот, сите знаеме дека од грешките се учи. Од прилогот нешто начнавме во однос на она што ќе зборуваме денес со моите денешни гости. Дали во животот повеќе изневерувате или сте изневерени? Се надевам дека моите денешни гости ќе бидат доволно искрени и отворено да зборуваат на оваа тема. Кога станува збор за неверството, не е само неверство кога е љубовта во прашање или партнерот, нели? Неверство има и на работното место и од пријателите, тоа се чести разочарувања кога во некого веруваш и кога ќе сватиш дека за тоа во кое си верувал воопшто не е така. Моите денешни гости се поприлично отворени, спонтани, интересни и затоа ги одбрав, затоа што верувам дека ќе бидат доволно искрени, па ќе бидат малку и самокритични, но и отворено ќе споделат со нас кога е во прашање оваа тема. Мојот прв денешен гостин, многу добро познат на јавноста, Драган Спасов Дац. Драган Спасов, познат како Дац. Актерот кој долги години наназад ја воодушевува публиката со својот актерски талент. До сега има остварено бројни и значајни улоги во театарски представи, филмски и телевизиски проекти. Неговата игра е лесна, но не и површна. Можна е пластична и динамична, содржајна и мощна колоритна, богата во откривањето детали и неодоливо духовита и блиска.
Драган, добар ни дојде во PM магазин. Еве оваа сезона за прв пат мој гостин. Во изминатите години сме биле вака во дружба во некои изданија од моите емисии. Секогаш отворен за муавет, секогаш позитивен. Оваа најава верувам ти се допадна што направи за тебе. Да, благодарам. Благодарам, убава најава. Навистина како актер успешен, но и вака непосреден и пријатен за дружба. Таков ќе бидеш и денес, Па сигурно. да, се надевам. А и од тебе зависи. И од мене, дефинитивно. А втората моја гостинка, Зуица Лазова. Зуица Лазова, позната на македонската јавност како фолк пејачка со многу хитови зад себе, често присутна и наградувана на фестивалите, професорка по хармоника, а од неодамна и во водителските води со проектот Зајди Зајди. Зуица, добро ни дојде во PM магазин. Добре ве најдов. Она што нешто ни затаи публиката. Аплаузот за Зуица. Еве последната фотографија со нашата колешка Анкица. По водителските води добро се снаоѓаш. Па, благодарам, посебно затоа што доаѓа од човек кој што професионално е водител. Јас морам да кажам дека имам многу професии. Првата и за мене, можеби најзначајна е тоа што сум професор во ДМВ Цилија Николски Луј како А професор по најпозната на хармоника. јавноста по пеење. Најпозната по пеењето, а верувам дека во последните 3 години од кога сум водител на Зајди Зајди ме препознаваат и по тоа. Секако. Третиот наш гостин, Виктор Петров Викса. Виктор Петров Викса. Го запознавме преку магијата на радиото од 89-та година преку првото приватно радио. Вели избегал од училиште и го примеле во радио. Длабоко верува дека ништо не е џабе ни случајно. Убеден е дека секој има своја мисија. Гледа да се надпреварува само со себе и за крај ќе го цитираме. Жими се, не верувам дека постои лоша енергија како поим и како дуалитет. Викса, Многу паметно беше. па ти си паметен. Ја се осетив многу добро и Нели? фала ти за прво осетот за филингот. Второ, професоркава ти ја смрзна публиката, да не се плаши, така да ги оваквам. И трето, искрено. Да, плюс лето доаѓа кај тебе. Ке збориме Сите за се на бегање со распуст. хармоника и како се бега од школа со хармоника. Видиш, ова не Ако сум го ја ставите размислила. на има тркалца, Па нели? да, сигурно има олеснувач што. Ако сака да се избега од школа, се наоѓа Не со начин сега. хармоника, со ранец. Па и низ прозор дори. Стварно, немав попаметна работа од оваа денес и од нашата дружба. Не зборам само за денес, вака, нели, убаво ми е, тоа ми е мојавето. Вие си ручевте со семејствата, сега малце ќе им правиме друштво на нашите гледачи, затоа што веројатно им се допаја нашето друштво, Кажам дека, претпоставувам. само да те надополнам. Не гледаат сите што имаат вкус, оние што не гледаат немаат. Тоа е точно Колку сме и многу скромни. добар тајминг имаш. Стварно со нели јадењето е посебен момент кога јадеме, сакаме добро друштво и добро оди твоја емисијиче. Да знаеш дека Е, сега, да преидеме на она што ни е денешна тема, само најпрвен да си ги пробаме коктелчињата, затоа што тоа малце ќе не отвори вака, ќе не опушти, да не сте Немајте стегнати се, случајно, да не има прашања мислите многу подготвени, што некој како. сака да не отвори. Ајде. Сите види ковот. Нареđenje и извршење работа. На здравје. Ајде, живи здрави. Ајде на Уште здравје. еднаш Убаво нека зарно. ни е за многу години Да, среќен среќен празникот. За Дечки. сите наши гледачи. Дечките здравје. ќе гледаат ви кажам сега дека до ова е сега. Ние ќе ви кажеме како е. Значи, темава ни е изневерување. Дали Дац може да направи пресек на досегашното негово искуство во животот и да каже, нели, искрено, доволно и отворено, дали повеќе изневерувал или е изневерен во животот? А не знам, затоа што не знам колку пати сум бил изневерен и мислам не правим муавет нели само на љубовно, Секако, на љубовен да. план, туку секако и на професионален план. Така да не знам дали ја обично барем на професионален план не знам да изневерам. Кај нас во театарот не постои неверство. Па да, не постои зашто ако изневериш нешто, тоа го правиш сам против себе. Така. Не можеш да играш нешто, да го изневериш. Не го ни разбирам тој збор.
во актерство. Добро, еве во онаа позадина кога се во прашање, оние други нешта позади актерството, пошто вие не сте само вработени таму и на сцена, функционирате и малку и нели во оној друг дел, кога се доделуваат улоги, која улога ќе се додели, која позиција во самиот театар. Има ли тука некои прљави игрички, да ги наречаме така, изневерувања, намештаljки или такво нешто? Знаеш што, ова е професија што се гледа. Значи, како што професијата на Зуица се слуша. Не можеш да изневериш некого, да каже дали е добар актер или е лош. Мислам, тоа се гледа. Добро, да, дефинитивно. Или да се слушне пејачот. Се знае одма. Ова не е ова правник или не знам, без везе правник спомнав. Не, мислам, некоја професија која што може да се прикрие. Се работи, правник е и добра професија која што има кај што највише може да се изневерува, кај што може да се прави тука. Да се покаже како човек. Значи, други, сакам да кажам, оние професии кои што се во канцелариски и така. Тука веќе мерилото е другачи. Ова се гледа. Значи, не можеме да излажеме, ако ништо друго, да излажеме публиката. Да. Публиката знае што гледа, што слуша, што сака. И нормално дека во некој може би велам, може да се намести некоја награда, каде што... Некоја улога позначајна можда? Улога не. Не, затоа што зошто би се бавел режисер со послаб глумец да му намести улога, веќе го има тој глумец као добар и готов за таа улога. Супер, тоа. Така да не му е во интерес на режисерот да земе лош глумец, за да ќе му биде лоша представа. Супер. Тогаш мора да води. Многу фер професија? Баш убаво. Е фер. Има некои ситни работи на сцена што се случуваат, знаат помладите, па не само помладите, знаат и неквалитетните глумци, зашто има и такви, да украдат некое делче додека се спрема представа. Да ти украдат нешто твое. Што си го искористил така креативно моментот? Но јас сум например доволно дрзак да му речам не го прави тоа, ја го правам. Затоа што тоа веќе јас сум го направил. А јас никогаш не сум украл нешто од некого. Браво. Браво. Зуица, исто прашање и за тебе и за Викса ќе биде истото. Кога ќе се напреден пресек, кога ќе погледнеш наназад, сметаш ли дека си била изневерена? Дали си изневерила во животот? Па исто, не знам кој би можел да направи правилен биланс на нештото. Колку пати бил, дали повеќе би бил изневерен или повеќе пати изневерил. Меѓутоа да се спомне и една друга работа, колку пати сами себе сме се си изневерили. Значи, очекуваш од себе, па нека и една реакција некаква во прашање. Па ќе излезе од контрола некогаш. Значи, сум се изневерила сама себе си, сум мислела дека ќе бидам смирена во некоја ситуација, сум букнала. На работното место, ајде, почна дат со своето работно место, може би понекогаш ќе очекуваш повеќе од учениците, па може би некој ќе потврли, може би некој од учениците очекува поголем поддршка или нешто повеќе, па ќе се осетат тие изневерени. Така да и тука не можам да направам правилен биланс. Кога се наградите кај нас во музиката во прашање, има еден најголем судија, луѓето кои што седат од другата страна, публиката. Па таа прави еден биланс, отпосле ги препознава вистинските вредности и ги вади на површина кога се песни во прашање, например. Па и ако е наместена некоја награда, нели? Наградата сама по себе не значи ништо, нели? Да. Песната кога е во прашање треба да живее и да се слуша. Так, тоа е вистинската награда кога публиката ќе си ја научи, едноставно. Кога е љубовта во прашање, може би сум била порано повеќе и изневерувана, може да сум и изневерувала. Меѓутоа, да направи човек биланс, верувам дека не може баш до танчина, затоа што не знаеме колку пати сме били изневерени. Тоа е многу правилно во принцип. Многу е добро да си веруваш тоа што сакаш да веруваш. Меѓутоа, ти спомна, ете, ајде ќе ја допрем, веројатно сите очекуваат на некој начин да ја допрем таа страна од мојата личност или од моето
минато и сегашност, моментална, кога ми се случила, јас помна, една забранета љубов. Јас сум била и сум верувала во таа љубов и не сум била изневерена кога биле моите очекувања во прашања, па затоа сме сега заедно. Да. Од друга страна, во тој период некако главата и срцето нешто слабо ни се дружеа. Немаа комуникација меѓусебно, така да можеби од со овие години сега со овие можеби поинаку сето тоа можеби велам би било. Меѓутоа, ако го прашаш разумот едно, ако го прашаш срцето, пак ќе го направиш истото. Ти си изневерија меѓу себе. Да, неверста на разумот и срцето можеме да разговараме тука. Да. Не, па не може секогаш се да остане под контрола, дефинитивно. Викса? Гли, сега имам најтешка задача. Вие цел муабет го направите. Што сега? И сега не, резултатот Треба нешто најинтересно одлично да кажеш. стартуваше, вака само ќе се надоградам и ќе си тече муабетов. Добро старт на ДАЦ на тема дека ние го знаеме резултатот колку сме изневерени, а дури би додал дека тој резултат и не е битен. Ја ќе почнам од очекувањата. Значи може да се изневериш ти сама пред себе, да станеш и да мислиш дека си поубава денес или да очекуваш дека ќе изгледаш најдобро, а да не е тоа баш така како што ти изгледа во моментов. Што значи ако поставиме агол на гледање од страна на очекувањата, она што до сега сум го открил со веслање низ животов, пошто ја нели убаво стои најава, го гледаме живењево како некој искуство низ кое живееме. Мојот концепт е да си поминам што полесно, односно што поинтересно. А лесно е релативно. Лесно во смисол на да не морам многу тешко да работам, а да заработувам добро. Односно да заработувам да го направам тоа што ми треба. И по тие логики не сум многу изневерен, вака од сето она што го планирам, ова сега е автореклама. Сите имаме свој план и тој големиот план имам промашено 2-3 пати од 11 вкупни точки. Ова ти кажувам 40 години. И тоа некој просек не е ни мал ни голем, ама Како фино резиме си направи. сакам да направам Многу јасни ставови, многу јасни Добро, па има време, очекувања. не, има време. Тоа реков, се загревав, слушајќи ги, убаво го отворија целото ова како тема. Бидејќи како тема може да го закачиме одма за изневерување на дечко и девојка и да не ги видиме другите убави работи кои пак стварно сега таму сите сме го неверство, одма прво фајлов што ми го вади мозоков е дека некој ме злоупотребил, односно го злоупотребил моето внимание, доверба, љубов и така натаму. Тоа сите сме го доживеале и тоа е првото запознавање со неверството. Кога почнавме, додека се видовме у шминкерна, ја пеев една песна што е добра најава за емисијава. Текстов го фатив, да ти кажам... Добро дошао клуб, седи, удобно се смести, преварених има свуд. Зар то нису добре вести, мене ти, а тебе ја, ама свима то се деси. Добро дошао у клуб, око за око, зуб за зуб. Види сега шо. Оваа страна не сум ти ја знаел. Око за око, зуб за зуб, следна гостинка во емисијата на Зајди, драги мои, ке виде Маја Поцевска. Ама, Кристина. Вица, пошто Бриска ми рече, само лоши прашања те викам да пееш во емисија. Па ја од Еве вака да си заврши ограда. Готово. Да му посветиме 2-3 секунди на текстов што го отпеа. Да. Сите сме го осетиле. Непријатно е кога ќе се случи. Уште понепријатно е кога ти си изневерувачот. И тоа, да не глумиме дека некогаш не сакајќи сме направиле таква работа, а некогаш сосема со мисла, мислејќи дека ќе ти биде добро. Филозофијата на цело ова што го збориме, препорачувам да се нема, да не си правиме сами тешка работа, една од како јас почнав да ги укинувам очекувањата, многу поинтересен ми е животов. Ама не зборам да си деструктивен, нели, да речеш, па, не знам дали денес кидам на работа, вторник, ај денес кидам, алал да ми е супер добро. Значи, да договориме некои сет на ствари кои мора да ги правиме вртејќи се на планета. Мора да се вртиш, мора да дишеш, мора да функционираш и тие материјални ставки да ги ставиме на страна, за да ни остане овој убав муабет на неверство. Јас се имам изневерено неколку пати како во бизнисов кој го работам, и сите ние, односно и публика и сите имаме секогаш очекувања, добрите, во успешните луѓе во
тоа што го работат Да, на секако своите дека имаат линии, не цел би можеле некоја да одат очекување. напред ако немаат, нели, Апсолутно. предодредена точка. Сега таа секогаш не мора да успее, нели, некогаш не успева. И некогаш е многу добро да си се изневерил себе, а да си завршил пола од работата, ако таа те носи напред. Ќе ти дам конкретен пример, дека си имам изневерено за некои материјални ствари што сум мислел дека ќе ги имам на овие години, а не било баш така. И сега ја овој план ти го поставам на 18 години. Дури направив 4 точки без кои никако нема да функционирам после 35. Оти на 22, 35 ти се мислам. па пензионер. Евентуално готово Страшна е пред цифра. пред испраќање. Неверството мислам дека е добра работа. Искрено кажано, не вака поттикнувачки добра работа. Не она идиотска неверство и го фаќаш дечкото и супер е, мада тоа е сега Мада тоа и тоа се дешава, мислам. Модерно време, па може да се засвига Шизиков, па може триаголници, па тројки, четворки, да не збориме ручек време. Сакам да речам, многу повеќе опции има сега да си изневерувач или изневерен на таа тема. Дефинитивно, затоа и на почетокот кажав, значи не се фаќаме за она неверство партнерско нели на љубовен. Да, одма тоа кога асоциација неверство, мажот ја фатил жена му. Македонската линија во политичка линија се осеќам искрено, дури неблагодарно дека не сме дел од дел. А како вредности мислам дека ги делиме истите. Ова не како амбиција некоја завестива да ги пуните вие или не знам. Па тоа сега дека мислам на искрено се осеќам како тема. човек со лична карта, како Виктор Петров, изневерен дека треба да молам некаде да влезам, а сум за таму и не знам како, но и тоа има добра страна. Купна карма и ја прифаќам таква каква што е. Така. Да речем. Студиозен одговор, има време стварно. Ај почне од мене се налака за доста беше за денеска. Да. Ако видиш неверство, сега нема да навлегуваме во твоето лично искуство, ќе земеме хипотетички доколку се почувствуваш изневерен од пријател или од сопруга или од девојка или не знам како. Како реагираш во тој момент? Разочаран си, сакаш да вратиш или пак едноставно го прифаќаш како тоа е што е? Никако да не го прифаќам како тоа што е. Така да сигурно јас сум човек со емоции и сите сме, нели? Може да зависи кој колку. Така да тоа е болно е во секој случај. Сигурно дека боли до срж. Ако го почувствуваш тоа до коска, така до срж, до коска. Пак сржта е поишла. Тоа е, да. Подлабоко влегов. Уште подлабоко. Ти помалку чувствителен. И така да веројатно, па не знам дали човек може да се смири со некое неверство ако он направи после тоа да се врати. Не знам, не зборам од лично искуство, но го зборам, сум имал девојки на времето и така натаму. Сега е веќе друго време. Јас сега на 20 април направив 18 години и 32 години искуство. Така да заокружив една бројка од 50 години. Морам да кажам, еве се мојата сакана Весна, со која што сум, ми направи едно прекрасно изненадување во Драмскиот театар. Ги повика сите мои најдраги пријатели, роднини и така натаму, со тие што се дружиме. И беа околу 50 на души. Имаше богат кетеринг, имаше диџеј, така да јас влегов, они стоева у мрак и со жижици во рацете и беше навистина прекрасно. Да. Весна е искрено. И Весна е навистина царица и онака знае да те добре. Ми го наполни срцето и знае не само што да ме добре, еве знам дека за неверство ќе се прави морам. Ама супер опозит од неверството. Да, така е, морам да го спомнам затоа што е навистина и убаво се чувствувам затоа што е покрај мене. Затоа што навистина ја сакам премногу. Браво, колку е убаво да се чуе. Ама ова е изневерување на неговите очекувања. Таа ги изневерила, а тој имал ниски очекувања и ова е уствари хетрик. Навистина и она ме сака и живееме, ја мислам, еден прекрасен живот. Супер, значи неверствата ви се далеко. Не, тоа е... Мислам дека ти имаш погрешни гости. Требаше за љубов нешто ме викнеш.
Ќе зборев додека 2-3 сати. Импресиониран сега на љубов да збори. Ако супер, ќе превртиме тема во мислам. Велам, А поводот за изненадувањево? па реков 50-ти А роден. 50-ти роден ден. 18 години и 32 искуство. Полнолетство. Да, полнолетство е, тоа е едно големо полнолетство. И така да, од темата, мислам, имам предано све. Навистина све. И со моето искуство... Мислиш дека може се да се помине во еден живот? Ја мислам не. Имам предано све. Многу. Види, Ај многу да кажем. Зависи кој Многу, збори. зависи за у кој живот. И кој го живее живот. Јас... Како? И дали го живее? Јас го Али знаеш што е живеам... добро кога на 50 години, вака правиме пресек како денес, и не можеш да се сетиш на лошите моменти и неверства, пошто темата е тоа, а ти Многу е сакаш добро. да ти излезе она позитивното и убавото. Ова е убава прича Па у животот. така е, Да, затоа што Нели? мислам, види, може би не само ја, ама јас сум таков човек што лошите работи ги заборавам. Браво. Е, па Ама тоа е ги супер. заборавам на вистина, не знам после дали било ситна кавга, не било што. Ја не знам зошто било и како било. Само знам може ние нешто дали нешто се спречка. Да. Дали со пријател, Дури дали со луѓе забораваш кој нешто ти е љут, па заборавам. глупо реагираат, Заборавам нешто не е комплетно, исто здравото. комплетно. Тоа е многу- Тоа е многу добра Да, карактеристика. и ги гледам убавите работи и ги паметам. Браво. Е, ова заслужува еден искрен аплауз. Респект. Више не сам вака за љубовта, не те ни прашувам. Мислам околу неверството, нели ќе збориме за оние други сегменти на неверството. Зуица, како ти би реагирала? Приказната е слично малце, односно само годините ми фалат. Чек, Искуството ќе дојде само по себе, инаку е гајле. копи-пейст. Бидејќи жртви сме биле, многу сме жртвувале за да денеска живееме среќно и заедно. И ова што како неверство, без разлика дали љубовта е во прашање или довербата меѓусебна моја и негова, зборувам за Наум, ми е далечно. Значи, не размислувам на таа тема. Да знаеме дека е за Наум, пошто Наум ние може да двојца се... вечето ја поврзуваме со Наум. Ја не знам вака Да. некој друг. Дали некој може да му текне? Вече тоа ние живееме само 7 години заедно. Добро. Секако еден Да. голем период имаше додека така бевме забрането некакво овошје. Така бевме крстени. И вака Меѓутоа, поинтересно беше тогаш или сега? Искрено, ама. Сега. Сега. Сигурно. Сега. Добро. Сега без двумење кажувам. Браво. Денеска ви ги трошат дланкиве вака за акцент, ама убави работи слушаме сега. Сега затоа што буквално целиот тој еден период кога сме го живееле, игравме криенка, миженка или не знам како да ја наречам, сме се стремеле кон овој период сега, кога живееме заедно, кога ја делиме љубовта заедно, куќата, Отвореност ја дечињата, манифестирате значи на вниманието према нив, према сите 4 ако можам да кажам. И така што кога ќе се помисли нели на неверство, мене прво ми оди умот изневерување од пријатели, можам да не се прибере и 3 дена дома, меѓутоа мене никогаш паметот и умот нема да ми појде дека е нели со некоја друга или било што, него ќе знам дека некаде тера кејф. Едноставно. Ужива бидејќи се, си забавува. Едноставно човек боем кој што сака да седне со своите пријатели и така. Да. Значи може да ни се случи едно утро јас да излегувам на работа, тој да се врати. Добро, сега таква Меѓутоа ви е никогаш професијата, еве кажувам мислам, да. отворено не ми отишол умот таму на такво неверство од тој тип, иако од друга страна пример ги изневерил моите очекувања од него дека ќе биде подобар, нели? Од таа страна можеби се осеќам изневерена. Значи, затоа што сум очекувала си дојде да пример некое разумно време до еден кога затвараат кафаните, меѓутоа имаме пријатели, така кафанчиња кои што затвараат по Да, потреба. особено вашата професија, кај што стварно кој ќе тргне забавата после ручна тешко се дига. Тешко Така не да. работи. Инаку спомна и Даца кога се тие нели пријатели, еве јас ќе зборувам моите другарки. Ние сме 4 другарки тука во Скопје кои што функционираме така поврзани. И ми се случило некогаш да се осетам изневерена. Значи, меѓутоа никогаш не јас тоа не го зимам за зло. Јас знам дека тие ми се мене другарки и дека тие понекогаш човек никој не е безгрешен, може да им се случи да сгрешат,
Може и мене да ми се случи да им сгрешам. Меѓутоа, како што јас во тој одреден момент сум им простила, очекувам да ми биде простено. И така некако функционираме многу долги години, уште од осмо оделение, да речем. Добро, вака како некое свое од лично основно искуство, училиште. можеш ли да издвоиш некое неверство кое ти останало вака врежано во глава, можда и од помлади години, можеби дали е со партнер, дали е со пријател, дали е на работно место да очекуваш нешто, ама да го издвоиш како едно искуство, пример кое ти се случило. После може да ни кажеш дека размишляш и Викса ќе ни каже на темава. Да, измозга, ама добар нека биде пример. Сега кој ќе кажам? Текне само јас еден виц на тема неверство, нели жената отишол мажот на риба и го нема 3 дена, се врати и се жали на комшиката. Вика 3 дена го нема, кој знае поженили оваму таму. Ај па ти вика сведе одма на најлошо мислиш, може да се удел човекот. Немој наум оди по риба, боле нека оди. Знам дека оди наум по риба. Сме биле заедно неколку пати, не по риба, него по некои други работи наши. И така да наум стално е со трската. Ај се биди сигурна. Добар ловец е, тоа не треба да се спомне. Добар ловец у кој погреб? Да, од најубавиот. Како црво ти го ставаат, види так? Само да се надоградам, Зашто точно. ме на некој? Да дај Господ да ти се случи тоа мајка ти што тоа жена ти што ти го мисли, а не мајка ти. Да. Нели само како поговорка зачин на ова што го Немој Да. по моето. Ај сега Да, ти кажи. добро, така. Види, кај мене е малце покомплицирано. Значи, не комплицирано од мој агол. Тоа не мора да значи, вака сега ќе го поставам муабетов. Значи, сум бил изневерен. Некоја случка, тоа обично, знаеш како, ќе ти испрелям емисијава. Тоа се случки кои секогаш ги гледаме на филм со скокање преку прозор, не од високо, ама нели со шифонјер, па не знам, да, па крцка, па не крцка, и тоа сигурно некој го има обработено поинтересно, ево сега да го раскажувам, ти текна. Сега вака. Добро, немој со имиња и презиме. Значи, по систем на тие неверства, со бегање и со криење, еднаш го имам осетено нештото и не би сакал да ми се повтори како залудно трошење на непотребно време. Ама добро, не знам сега дали го зборам ова од аспект на годиниве, па искуство, па и не знам како, нели, животов не части тогаш, односно не прашува тогаш кога треба и тогаш кога ќе ти биде поставено одредено прашање какво и да е, реагираш така како што мислиш дека Во моментот, да. Па види, не, логично е дека... Како не беше шести спрат, па ритни после да... Тука, глеј кај заглавив. Заглавив дека иницирав да направиме муабет, а уствари можда и не е добро да се прави муабет од такви ствари, пошто се сите испотресени, не знам што, и врска немаше, како потек сме пријатели сите тројца денес, и супер ни е. Сакав да го надоградам ова, не беше најбитното од муабетов, туку сакав да... Не, многу битно. Само знаеш, да го разиграм. Тоа е многу интересен момент кога ќе се најдеш во таа ситуација, секој различно реагира. Навистина, да бидеш трезвен, па и да правиш муабет. Не, па сега види, навидум различно реагираш, ама исто. Можеш да бидеш навредена, можеш да бидеш екстра изнервирана и можеш да бидеш повредена. Повредена си секако. И во моментот и после. А овие другиве 2-3 ситуации како чувства, немаш потреба, ти било кој, немате потреба да ги жонглирате, самото жонглирање троши премногу душа, енергија и не е исплатливо. Сакам да кажам дека го гледам тоа како порака која ми ја сервирал животов, дека нешто не правам кој што треба. Аха, добро, тоа е убаво кога човек ги гледа работите од тој аспект. Па добро, така може да е тешен, може не, ама па да, тоа е, може и одбранбен механизам е, не знам, ама најпаметно функционира така. Што? Менуваш нешто за да не ти се повторуваат работите ако не ти се допаѓаат. Има луѓе што уживаат во одредени ситуации, навикнувајќи се да го дигаат својот адреналин на таков начин. И јас ова го зборам сега за сите жени и мажи кои се љубоморни. Не верувам дека постојат љубоморни луѓе, ама во ова сум убеден, дури имам и неколку вака адреси и линковски на кои би ви препорачал да дзирнете нешто што го видов јас и човечки е да го споделиш со своите луѓе, со своето племе, тоа што сум го открил. Како смете го ова како некоја специјална вода која ти ги гаси сите жешки региони. Тука, регионов околу Душичева. Уствари, ако ги постави стварно така работите
вистински го посакуваш тоа што го сакаш да ти се случи, а не ги повторуваш грешките од типот на, ќе ти дам пример, жени кои се љубоморни се секогаш несрекни, така? Да. И секогаш сакаат да управуваат со времето на објектот на љубомората. Односно, таа или тој, еве, глупо е да зборам само, и мажи иста доза на љубомора, нема врска со полот, секогаш се обидува љубоморниот да го наметне своето однесување и правила на игра врз човеков кого го љубоморат. Тој што бега е жртва уствари. Да. И тој што бега бара друго јадење. Тоа е како да те викнам на ручек и ставам кило сол у шпагетиве и ти кога ќе ги пробаш, супер е, ама ќе бараш нешто друго за грицкање, така? Ти не си крива затоа што ја не сум ти дал добра основа. Сега, ова не како да ставаме страни, туку мислам дека ако ти се случи да те изневерат или изневериш, сигурно е сплет на околности кои не се твои, не мора. Добро е како искуство, ама не мора да ги повторуваш. Мислам дека вако морам да убацувај се. Љубомората мора да е дел од љубовта. Да. Но не пред. Ама не е знак. Да, не е доказ дека те сакам. Да, ама така. Ама е така да може да биде апсолутно. Љубомората мора да биде. Љубомората и на колега може да биде. Ама и сам на себе, јас сум љубоморен кога не сум со некој што го сакам на себе, онака глупо ми е да завршам Ако биде повеќе. премногу, дефинитивно ќе избегаш од тоа. Некогаш и добро да ја почувствуваш. Да, во мала доза. Според шпагетите, Права знаеш. за љубовта, меѓутоа во мала доза. Некога мала, ја гуши. Ако е премногу, без веќе сол не бегаш. се живее, ама во мала доза. Мала доза е многу И се што е претирано, Ти видиш. текна некој пример вака? Ми текна, Кажи ама не Зојца сакам да Зола го со споделам. шкафов, со шифонеров, кажи ни. Не сака да го сподели сега. Не би сакала тоа на кое што прво ми отиде умот. Не се мачев не го многу. споделуваш. И кој го Мислам дека врти, не. врска му нема. Еве имаш подршка од нас. Да, вика нема. Па нема потреба. Има некои работи што остануваат во Длабоко себе. закопани, понекогаш не ни сакаме од таму да ги Така. Да, извадиме. убаво е што ти велиш дека во животот не се чувствуваш изневерен затоа што ги забораваш брзо Многу добра работите. тактика. Вака, кога правиш рез на твојата 50-та година, се отсеќаш среќно, влюбен и задоволен, имаш фидбек и од другата страна. Ама еве кој ќе размислуваш малку самокритично, дали ти си изневерил некогаш и дали си се вадел после тоа или пак си останал цврсто на тоа, како што вели Викса, види, ја бев приморан да изневерам во случајот. Па сум вака, едно време додека бев помлад, не знам дали тоа беше дали ја изневерував девојката, затоа што имав и други девојки. Дали сакав све да пробам. Веројатно тоа е дел од животот кој што мора да се проводи, да се изоди. Да, сум изневерувал на тој начин. И како реагираше кога ќе те фатат? Па, обично не ме фаќа. Така да, мислам, најбитно е да не се признае. Ама да, на тоа ниво, Да, некогаш паметот трга дека демек, ај ќе бидам фер, ќе кажам се. Не. И тоа е најголемата Најбитно е да не се грешка. признае. Ја направив грешка со една Никако. девојка и призна. Па да, за тоа знаеш. Да, и она е- затоа дозна. И така да, ама Не се тоа, кажа. јас мислам и кажав не за една, него за повеќе. Така да тоа беше страшно. Детални И експерименти, многу жално. И тоа беше први и последен пат што признав. Ама тогаш научив дека не сме се признае. Значи, дури и да те видат у крет, не сум бил ја. Не, ја побиваш реалноста, бе. Така е. Затоа што другата страна тоа сака да го чуе. Да. А не да кажеш јас сум бил. Значи другата страна тоа сака да го чуе. И не па дури За ќе да дури може- ќе има еден сомнеш, абе може стварно не беше. Не бе, не. 1%. Да, 1% се е многу доволно. големи, а Да, нула, да. нула е ништо. Добро, Да. ама мушка филозофија е дефинитивно. Кој ама Не функционира не е и само жени, мушка. ама добро. Не, мислам Не, дека веќе. постојат жени. Јас тврдам дека две жени ми го фурале ова филмче, не сум ги испрашал, ама сами ме поттикнале дека вака и далеке ме бади добро за и од тебе. таа страна. Не, стварно, окей. Значи не збориме за Ти лага. кажа, па многу наивен си бил. Не, па види, јас до тука многу поминав доека дојав. Се шалам, а ти, например, ете? Пошто Па, Зојца како? не изневерила, ја пуштам на Не, добро, види. Добро. Еве ти, например. Чекај, стави ме умове. Сега зашто? Дали ти си изневерил? Еве, беше од Дали другата сум, да. страна, како изневера. Да, имам Е, скршено ти кој- неколку филмови, срца, непотребно.
тука нема извини. Например, многу ти е криво после тоа и тоа е тоа што не се купува. Не можеш да купиш медитации, 10 медитации за йога, да ги платиш и да ти се рачунаат тебе. Например, не вежбам, него ти вежбаш 1000 евра, дај ми ги тие, ја ќе имам повисок дух. Така што ми е многу жал дека сум губил време на тоа и дека сум повредувал непотребно луѓе, ама веројатно тоа бил дел кој морал да се случи. Така. И билиш во тој момент не извини не значи. Не, види, сум одел по двата концепта, што вика Дац. Еве, една случка кога признаваш и викаш, окей, да ти објаснам логично, дека биолошки, не знам што и не знам што и не знам што, но има една разлика, ние сме мажи, вие сте жени и секогаш, уствари, никогаш нема да можам да ти објаснам колку ја мислам вистината во моментот или не, и не може и другата страна да ти објасни колку боли тоа што го слушаш и покрај тоа што знаеш дека е вистина. Некогаш болката е помала кога говориш невистината и штетата е помала ако имаш амбиции со човекот, зависи што планираш. Значи со човек поука, ако мислам вака ја фрлам, а вие земете си ја, ако ви треба. Ако имате добри, сериозни амбиции, никогаш не се признава тоа што си го направил. И тоа што си го направил е моментално поминува, стои, точно е како искуство. Ако се повторува, тога се прави муавет. Ако се вака не звучи ово, се дека треба да убедиш дека не е така. Мене побаво ми звучи дека треба да кажеш слушај, извини. Јас не верувам дека митовите се митови, дека постои еден човек за една жена. Да, оди после верувај, леле. Не, да бидеме реални и да бидеме во склоп на календарот. Јас разбирам што ми збориш ти. Тие паметни, добри лажи. Добри лажи. Кои што стојат. Добронамерни. Добронамерни, така е. Да, него кршат, знаеш, како собрак. Зашто ќе биде многу полошо ако се каже вистина. Како да паѓаш од точак и ако можеш да бираш да паднеш во провалија и на патот. Го бираш патот тука и станеш на брзинка и продолжиш со возење. Нешто ми мафтаат, ми кажуваат. Ова за неверство се јавил некој демек од неверните, оштака не да стопираме овдека ние да си продолжиме да имаш втор дел од емисијата. Може, од два дела да правиме со продолжение. Со ова, со... Ја ги игнорирам, али они почнуваат више не мафтање, него... Јовка Мерманов е голод пред 10 минути. Мајца се облече, патики. Вика, дај прекинете веќе, да видам дома да не ме изневеруваат. Добра, пошто бевте вака фини отворени и признавте дека не признавате. Да. Дека признаваме до Јас ќе ви дадам подароци и на вас и на мојата убава симпатична публика. Ево, имаме Елит кафе. Значи не ги изневери нашите очекувања. Да, некако. Тоа не смеев да си го дозволам, особено во ова издание. Имате сладолед на Елит кафе, имате топло чоколадце на Елит кафе. Како го продаваат топло у кесичка? Тоа кога ќе отвориш кесичката ќе видиш. А и позади има пишува. Знаеш како ние што се македонско кафе. Грејање раце? Добро, да, тоа е одлично. Детско капучино. Ова ќе треба на... Ќе се радуваат. На здравје. Од не раста топашки. Прво за дама. Истото, истиот пакет следува и за дат. Па и вели детско капучино ќе биде за Јана. Која е Јана? Јана е на моја Весна Керкај. Да, супер, со која што живееме заедно, да има 12 години. Браво. Ете ја поздравам. Именјачка со мојата Јана. Дозволи, јас ти благодарам. Значи, тоа беше само едно нешто од тоа што ви го даваме. Има уште. Уште? Тоа. Имаме тоалетна вода, дезодоранс и боди лосион. На фармаси, козметиката која од неодамна ја има во Македонија и која се драги наши пријатели, ги наградуваат нашите гости. Ова се за момците. Благодарам. Повеле Викса. Извини, повели микрофонот ми се... И се разбира еден прекрасен сет за жени, исто така од фармаси. Ке ја почастиме со Вица. Да знае дека времето поминато со нас не е залудно, дека ние знаеме да го цениме вашето време и вашата искреност се разбира. Исто имаме подарок кафиња Елит и од оваа косметика фармаси за нашата драга публика симпатична. Јас тука ќе ве поздравам, драги мои, покрај малите екрани. Се надевам дека фино си поминавте ова едночасовно дружење со нас. Се надевам дека ќе останете во убаво добро расположение и што помалку неверство.